predavam Tebe, Isuse, se predavam Tebe, Gospode, se Ti predavam Tebe, Tatko moj, se moje Tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen duhnavo mene, po obrazu Tvoj me sozdade. Živa duša nalik na Tebe, se Ti predavam Tebe, Isuse, se Ti predavam Tebe, Gospode, se Ti predavam Tebe, Tatko moj, se moje Tvoje. Ljubav ta Tvoja me oblega, Tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam Tebe, Isuse, ja si pripadam Tebe, Gospode, ja si pripadam Tebe, Tatko moj, se moje Tvoje. Dojdi vo Makedonija i pomogni mi, Isuse svetov, Ti me возлюби. Nokeskavo sonuva Makedonecot, moleše gorešto kon Otecot. Potova videnie, ved naš razbravme, trgnavme, tam dolu Makedonija, so sveto evangelije. Dojdi vo Makedonija i pomogni ni, Isuse svetol, Ti ne возлюби. Ima jedan stih veli, ispeja благодарствена песна Исекачија во Елеонската, во Маслиновата гора. Благодарствена песна по дела 16, 9 и 15, 14, кога апостолот Павле го сонува Македонецот, кога Македонецот го повикува Бог, не можете да го повикате Бог како не го познавате. Тоа подразбира дека македонците се, како што рече, сад, избран сад од незнабожците кој ќе го прослави моето име, вели Господ. Значи не да го прославите вашето име, не да го прославите твоето име, нечие име, туку моето име, вели Господ. Сава од тоа што се случува во Македонија, со името, со сатански трн кој сака да ве промени, да ве поттикне да повикате код Бог, да се сетите кој сте и што сте, зашто сте дојдени на земјата. Татко мој, Ти благодарам што и во овој ден си во моето срце. Те молам за слово со власт и сила, Ти зборувај низ мене. Да ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, сите оние кои се тажни, болни, осамени, дојдете при мене, сите изморени, обесправени, сите оние обесправени, па и мојот македонски народ, што е обесправен, што сака да му го сменат името. Но Ти добро знаеш, Ти знаеш, Бог знае зошто се случува тоа така. На мене се надеваа моите Твоите татковци, и јас ги избави, вели Господ. Дали се надевате на Бог или на луѓе? Дали се надевате на сатански организации, на пари, на собствени сили? Затоа сте дојдени до овде. Степенот на нељубов кој постои во Македонија
навистина фрапантен. Нешто што е надприродно. И вие сте излезени од Божиот закон на љубовта. Љуби го својот ближен како себе си. И тога живеете живот во проклетство. Му велам на еден Исусова Македонија, тој вели, па Македонија постои пред Исус. Елементарно непознавање, ако во Македонија дадена како да кажеме, заповед да се шири светото Евангелие, вие велите дека Македонија постои пред Исус. Исус бил кога е создаден светот, непознавање на Светото Писмо и Библијата, непознавање на Бог. Непознавање на Бог е немање на љубов, зашто Бог е љубов. Немање љубов значи излегување од царскиот закон на љубовта. Тога живеете спротивно на љубовта и омразата. Живеете во омразата, во сатански круг на омраза, кој се случува во Македонија. Едните го менуваат своето име за пари, другите бидејќи краделе пари не смеат да го бранат името, го бранат половично. Имате обезловен народ, мојот народ гине од незнаење. О, неразумни македонци! О, неразумни галатјани! Кој ве маѓепса, та не се покорувате на вистината. Значи, вистината е Исус. Треба да го повикате Исус, ако сакате да врвите напред. Пред чии очи Исус Христос беше насликан, распнат меѓу вас. Исус беше насликан и можете да појдете да ги видите и фреските. И фактички во македонските цркви, благодата Божја дадена на црквите македонски. Значи да видите како е насликан, за да разберете, бидејќи Библијата е во слики, тој е Божји јазик, а со телесен ум не можете да ја разберете. Само ова сакам да го дознаам од вас, преку делата на законот, ли го добивте духот? Дали сте го добиле духот? Или преку пораката на верата? Духот се добива преку пораката на верата. Првин треба да се проповеда Светото Писмо, потоа доаѓа духот исцелувања. На сите оние што го примија им даде сила да станат синови Божји, односно, така вие тогаш имате Словото Божјо кое е живо, кое е духовно, да го оживее духот во вас. Толку ли сте неразумни? О галатјани, о македонци, о грци, о болгари, срби, албанци, НАТО и Европска Унија. Откако почнавте со духот беше проповедано Евангелието, со телото ли сега завршувате? Кој е кој? Сите го бараат своето. Значи, зборуваме Галатјани, 3 глава. А доаѓаат и живите слова од Отецот, одредени слова. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Сите го бараат своето. Зарем залудот толку многу претрпевте? Галатјани, христијани, македонци, грејци, грци, кои сакаат да го смените името на народот кој го убивавте се уште со крвави раце, наместо да се покаете. Вие продолжувате во сатански круг, или пак болгарите, кои исто така ги затвора и ги убива македонците, наместо да се покаете, а сте христијани, православни. Во поделените цркви го поделивте Исус, го распнавте. Оној пак кој ви го дарува духот и прави меѓу вас чудеса, имате ли такви? Преку делата на законот ли го прави тоа, или преку пораката на верата? Ви имате Божји закон даден преку Аврам, односно преку Мојсеј, кој не можевте да го исполните. Имате човечки закон. Законот е тука за да ги сопре престапниците. По кој закон се надевате? Барајте го најнапред Царството Божјо и се ова ќе ви се придаде. Така Аврам му поверува на Бога и се нарече пријател Божји. Аврам, вашиот земен татко, кому му е дадено да изроди многу народи. Знаете пак дека оние што се подпираат на верата во што? Во партијата, во водачот на партијата кој ве продава и краде, во водачот во сатански организации, во тоа верувате. Верувате во себе си, верувате во некоја митолошка сила на Македонија. А јас ви велам, Македонија е само избран сад за да се шири светото Евангелие. Така вие ќе го промашите, ќе гутнете патот, ќе гутнете Исус,
Значи сите што се подпираат на верата се Аврамови синови, 6 стих, Галатјаните 3 глава, и писмото предвидувајќи дека Бог преку вера ги оправда незнабожците, тоа сте вие. Ноќе скасував еден сон македонецот, така се наречени, така ги нарекол Бог. Иако според Аристотел и другите пророци кои доаѓале овде, можеме да заклучиме дека биле допирани од духот. Слегувал духот да им се објавува и писмото предвидува дека Бог преку вера ги оправда незнабожците. Однапред му благовести на Аврам: во тебе ќе бидат благословени сите народи. Аристотел: Бог е самиот живот. Исус: јас сум патот, вистината и животот. Аристотел велеше: изберете патека. Изберете патека. Исус ви вели: јас сум патеката. Не морате повеќе да бирате патека. Тој ви е показ, секако вие ќе изберете патека, дали ќе врвите по Исус или ќе врвите по светот, по своите страсти. И така оние што веруваат во што? Во партијата, во лидерот кој го продава вашето име, во лидерот кој крадел па не сме да го брани името. Во што верувате? Во незнабожците кои сакаат да ја земат Македонија, да ја применуваат, во сатански организации кои вршат војни, кои покажуваат Содома и Гомора на дело, а сите оние што се од делата на законот под клетва се. Зашто е напишано? Значи законот е духовен, вие сте телесни, не можете да го издржите. Проклет да е секој кој не го исполнува постојано се што е напишано во книгата на законот на Мојсей и пророците. Не кради, не убивај, не врши прелюба, не сведочи лажно против својот ближен, не пожелувај ништо што е туѓо. Брате и христијанину, Грку, Албанецу, Болгарину, Србину, а НАТО, Европска унија и сите вие, не пожелувај ништо што е туѓо. Што е туѓо? Па ништо ти немаш, синко. Ти си прав земна во која Бог дувнал дух животен. Духот на Бог е животот во тебе, Бог е самиот живот, како што вели Аристотел. Исус вели: јас сум животот, патот, вистината и животот и вистината. Значи Бог ти дал живот, духот негов ревносно го љуби, духот што го вдахнал во нас. И тој дух еден ден ќе треба да видиме како сте го потребиле, дали сте му ви дал еден денар, сте го закопале во земјата или сте направиле 3, 4, 5. Што сте направиле во делата на љубовта? А законот, дека преку законот никој не се оправдува пред Бога, се знае зашто праведниот ќе живее по верата, бидејќи немате сили да го исполните законот. Затоа Бог го испрати Исуса Христа, својот првороден, единороден син, предзначен пред сите. Јас сум постојам уште пред да се роди Аврам, вели Исус. Го испрати Исус Христос да ви даде сила на сите што го прими од синови човечки, да станете синови Божии. Синови човечки значи сатански, така да овој сатански круг на омраза на македонскиот полуостров со ова негирање на македонското име само ќе ја расплоди омразата ако вие не го повикате Бог. Ако не го сватите како благослов, притисокот врз вашето име, како благослов да повикате кон Бог, да разберете, да се приближите до Него и во љубов да победите, зашто мојот Бог е оган кој изгорува. Христос не откупи, а законот не од вера, туку зборува кој ќе ги исполни овие работи, ќе биде жив преку нив, но вие не можевте да ги исполните. Затоа Христос не откупи од проклетството на законот, зашто ако го кршиш законот, излегуваш. Сега имаме само еден закон, законот на љубовта, царскиот закон. Христос не откупи од проклетството на законот, 10 Божји заповеди, напишани на камен. Откако поради нас стана проклетство, Христос во кој живее нашиот татко кој сите не љуби. За разлика од сите други, ние имаме Бог, вие си имаат Бог некој таму, страшен Бог кој казнува, кој убива. А ние имаме татко и можеме да му речеме татко наш. Оче, те молам, помогни му на македонскиот народ да те повика. И може би ова со името ви е проклетство, односно благослов да излезете од проклетството и да го повикате Исуса. Пишано е: проклет да е секој што виси на дрво. И те молам, татко мој, во името на Исус, да го ослободиш твојот народ, македонците што си ги запишал, од само нанесено проклетство, од нафрлено проклетство, од стекнато проклетство поради безбожнички начин на живење, од секој вид и форма и вид на проклетство и преку тебе, само преку тебе, ако го повикаат твоето име, од живот во проклетство да влезат во живот во Божи благослов, така што благословот даде на Аврам да дојде преку Исус Христос, благословот
Врз не зна бошците, врзоас македонци мои, армакедонци, Болгари, Срби, Арнаути, НАТО, Европска унија и сите други мандрагонци, што мислат дека се нешто, а не се ништо, бидејќи без Бог не си ништо и без мене не можете да направите ништо, вели Исус. Да дојде преку Исус Христос врз сите, за да го добиеме ветениот дух, духот, преку верата. Браќа мои, зборувам како човек, а утврдениот човечки завет никој веќе не го растура, ниту додава нешто. Ветувањите му беа дадени на Аврам и на семето негово. Не е речено и на семињата, на семето негово, значи Аврам му поверува Аврам на Бога. Аврам е оној кој му поверува на Бога. Аврам и Сара го родија Јаков. Го однесе Јаков да го жртвува на Голгота, зашто така му рече Бог. Значи тоа беше искушение низ кое тој помина. И потоа тој рече, татко, му вика Јаков на Аврама, каде е жртвеното јагне, јарец? И тој му вели, Господ ќе намери, го вади ножот да го заколе својот син, зашто знае дека Бог ќе му даде. Тоа е слика за да разберете како се спасува некој по верата. И тогаш Господ му дава јарец. Му поверува Аврам на Бога и на семето негово. Аврамово семе се сите вие што ќе му поверувате на Бог, Отецот, и се надевате на него. Не се надевате на луѓе, тоа се подразбира за македонците и за тоа што ви се случува денес, сето негирање и бришење, слично како и евреите, кои се народ кој има завет со Бог, а македонците се народ кој го повикува Бог. И на семето твое, брате и пријателе, кој е Христос, ако го посадиш во твоето срце, го повикаш во твоето срце, ќе се распламти пламенот на љубовта, Духот Божи, кој е оган кој изгорува, и ќе почнеш да согоруваш во љубовта. Се што не е од тебе, од татко мој, од Отецот, ќе согори се што не е од Бог, Отецот. Сето твоја сатанска спротивставена природа, ова сакам да го кажам, и ти ќе можеш да пребиваш во љубовта, да пребиваш во Бог. И тогаш секој настан што ти се случува, како и ова негирањето на македонското име, што сега се нашол некој за 30 на еврејници да ви го промени името, кој го запишал Бог, ќе го примите како благослов, ќе испуштите рацете и ќе победувате со љубов, зашто војната не е ваша, вели Бог Саваот, мојот татко небесен, во името на Исуса Христа, туку Божја. Ако непријателот надојде како река, и јас ќе го изгонам, ти ќе го изгониш. Татко мој, Исусе, те сакам. Ова сакам да ви го кажам, значи Галатјаните, 3 глава, 17 стих, заветот што Бог го даде, не може да биде обезвреднет од законот. Ти имаш нов завет, завет со крвта на самиот Бог, на Исуса Христа, бидејќи претходно ви даде слика, колевте живот и се мачкавте со крвта и мислите дека некој животинче, птица, ќе го откупи од вашата гревовна природа, бидејќи тоа не действува и не можете да издржите и постојано колете и се мачкате со крвта. Доаѓа Исус, во кого пребива нашиот Татко Небесен, кој е љубов, кој е оган што се огорува, и својата крв ја дава за секого од вас. За секого од вас, но со очите не гледате и со ушите не слушате и со срцето да разберат, да се покајат, да го повикате Исус и да се спасите. О, неразумни македонци, галатјани, македонци, грци, бугари, срби, арнаути, НАТО и Европска унија, масонски организации, безбожничко действување на овој сатански свет, ние знаеме дека сме од Бога, тие што знаат, и дека целиот свет лежи во зло. Целиот свет лежи во зло. Заветот што Бог го даде, 17 стих, Галатјаните 3 глава. Иако Библијата е духовна, а вие сте телесни, таа нема бројки, тие се напишани за луѓето полесно да ја разбирате, ги цитираат стиховите. Секако стиховите кои оживуваат во моето срце, Татко мој, за Твоја слава и за името на Исуса Христа. Немаат цитати, јас не знам од каде се, само знам дека се од Светото Писмо. Значи, целото Свето Писмо е од Бога вдохновено, тоа е од Тимотеј. Законот кој е настанат, значи, заветот што Бог го дал не е обезвреднет од законот кој е настанат 430 години подоцна, за да разберете во Божјото царство нема време, простор и свест. Таму се е едно, така што ветувањето би можело да ја изгуби силата. Ветувањето на Бог не.
Зашто ако наследството е добиено по законот, пазете, тоа веќе не е според ветувањето. Значи Бог вети дека нема повеќе да прави потоп. Светот да го чисти низ вода и се потпиша со виножитото. Виножитото кое го гледате е подписот на нашиот Бог Отец. Видите колку убав подпис се восхитувате, некои да таму сакат да копаат злато. Злато или злото. Зашто ако наследството е добиено по законот, тоа не е според ветувањето. Законот на Мојсей, кој му го даде на Мојсија, тие направија златно теле. Вие направивте златно теле. Израелци мои, сите сте израелци кои имате завет со Бог. Тврдите дека сте христијани, не живеете како него. Не живеете како Аврам, како Мојсей. Мојсей, кому му се покриваше лицето за да не видите дека свети. Мојот Бог е оган што изгорува. Те сакам, Господе Исусе Христе. Зашто ако наследството е добиено по законот, тоа веќе не е според ветувањето, а на Аврам Бог му го дари по ветување. Аврам, пријател Божи. Аврам. Но посредникот не може да биде само посредник на еден, а Бог е еден. Посредникот не може да биде само посредник на еден. На што се однесува ова? Посредник на еден, Бог е еден. Отец, Татко на небесата. Значи, посредник на еден. Аврамови синови се оние што ќе поверуваат во Бог. И тогаш сте вие еден во Исуса, а инаку не сте еден, вие сте повеќе. Во земно време сте се поделиле по вавилонската кула и Бог ви ги дал имињата и ви ги измешал јазиците, тоа е метафорично на сатанската природа, бидејќи правевте скали, слика за да разберете, да бидете како Бог, и Бог им ги измеша јазиците и тие денеска се долу и се тепаат, меѓу себе се мразат. Грците ги убивале македонците и тврдо дека македонците не суштествуваат, им го земале имотот и територијата. Бугарите ги убивали и затворале македонците и тврдат дека не постојат македонците. Ги учат своите деца дека македонците се бугари, грци, албанците тврдат дека ова е нивна територија. Србите не знам што тврдат и тие се пикнати од време на време. Со нив живеевме едно време, има разбрани луѓе, таму не ги учат дека не постојат македонците, само поединци. Значи не можеш, ако го нема тоа што постои. Бог создава, Бог дава живот, Бог одредува имиња. Ние не сме го добили името, не сме го напишали, имаме еден феномен во македонска земја, што покажува како действува Бог. Пелагонија е име кое е запишано кај Хомер. 1400 години, да речеме, пред доаѓањето на Исус. И денеска, значи 3500 години, истата рамница се вика Пелагонија. Откаде го знаеле името? Откаде го знаеле името на земјата македонците, ако не им зборувал Бог? Зашто пак е даден законот? Зошто е даден законот? Тој е даден поради престапите кои постојат во секого од нас. Значи нам ни е дадено да се сакаме меѓу себе, а ние се мразиме, се тепаме, се осудуваме. Некој сака да тврди дека ти не постоиш, те убива вместо да се покае. Кого го лажете? Бог ли го лажете? Сатански масонски организации кои сакаат да ве примат под друго име, изнасилување. А Бог ви дава право на избор да го повикате Исус и себе ова да го свртите во ваша полза, да победите со љубов, да покажете дека духот на нашиот Отец пребива во вас. Значи законот е даден поради престапите. 19 стих 3 глава, Галатијаните. О неразумни Галатијани, о неразумни македонци, о неразумни македонци, гарци, болгарци, арнаути, срби, НАТО и Европска унија, масонски, сатански организации. Еден ден во огнено езеро ќе биде плач и крцкање со зави поради вашата нељубов. Бидејќи љубовта е во Бог, и за да љубиш потребен ти е Бог Исус, неговиот син, синот на семокниот Бог. За ти како Исус да станеш Христолик, да се облечеш во Исус и да станеш син Божји, да се вратиш во Божјата љубов. Значи, законот е даден поради престапите додека не дојде семето Исус, на кое се однесува ветувањето и е предаден преку ангели. Преку ангели, разбудете се ангели, на Аврам и на било кој. Действувале пророците и ангелите и действуваат се уште, иако го имаат законот, за да го објаснат законот, иако некои тврдат дека само Светото писмо. Бог не е материјален, туку е духовен, не можете да го затворите, тој е се присутен, тој постои во се ова е од него создадено и за него. Значи, даден е законот преку ангели по рака на посредник Мојсей,
а понатаму и други. Но посредникот не може да биде само посредник на еден, а Бог е еден. Тој не е посредник на еден само. Ме разбирате? Значи, тука може би веројатно и преводот. Посредник на еден подразбира не е само за еден народ, за еден човек, за сите. После ќе видите што вели, па така законот противен ли е? Законот. Ти сега зборува за 10 Мојсееви заповеди. Денеска гледам една документарна серија. Во Израел ке интервјуират кој е Исус Христос во Израел, во Јерусалим. И тим му вика, ние ги имаме законот и пророците, што ке ни е Исус. Исус им треба таму на другите. Интересно, во Светото писмо е запишано во Новиот Завет, кога сака да се врати човекот богатиот што починал, да им каже на браќата да се покајат. Тој му вика, Бог Отецот му вели, тие ги имаат Мојсе и пророците, се фатиле за твојата традиција. Значи, духот на нашиот Отец, кој е отелотворен во ова слово, во букви, за да го разберете. И затоа, веројатно, при трансформацијата, преобразбата, тоа станува писмо во слики кој е неразбирливо за нас. Значи, Вавилонската кула покажува дека нам ни се измешани јазиците, ние не знаеме да се разбираме меѓу себе си, да се љубиме. И затоа сме паднати на земјата, фрлени со сатанат и неговите демони, поранешни ангели, за да научиме да љубиме и да пребиваме во љубов. Значи, законот противен ли е на Божиите ветувања? Никако, зашто ако беше даден закон кој ќе можеше да животвори, да ве спасува, а не можеше, тогаш на вистина оправданието ќе произлегуваше од законот, бидејќи покрај законот и Мојсе тие си направија златно теле, тие си ги сакаат своите пари, својот материјален свет, врзани за земјата. Живеат на земјата, живеете на земјата како да е тука вечниот ваш дом. А јас ви велам, вистина ви велам, горе имате Божиот царство на небесата, ако го барате, се ќе ви се придаде. И ќе ви го носи крстот, Исус ќе ви помогне да не биде претежок, крстот ќе ви даде колку што можете да понесете. А вие сакате сами да се расправате, затоа ќе ви го сменат името, ќе ве обезличат, ќе ве продадат како тегла ајвар на пазарот и ќе ви дадат по 1 евро да го закопате во земјата, не да го размножите. Но не се работи така. Ако законот можеше да животвори, тогаш на вистина оправданието ќе беше проти законот, вие си направивте златно теле и си ја сакате повеќе земјата, повеќе името од самиот Бог. Ми вели, Македонија пред Исус постоела, а јас ти велам, не постоела, таа е создадена за време во Исус. Исус е бил, пишано е во Светото писмо, пишано е кога е создаван светот. Јас постојам уште пред да се роди Аврам, вели Исус. И вие не разбирате дека овој материјален свет му е подреден на духовниот. Дека нас некој не создал, ние ништо не можеме сами. Не може грнето да му каже на грнчарот, кој си бе ти, зошто си ме направил овакво? Македонија е избран сад за да се шири светото Евангелие, а вие не го ширите светото Евангелие, се ширите самите себе, војувате едни против други, се мразите. Но писмото сите ги затвори од грев, писмото, законот, па преку верата во Исус Христос да им се даде ветеното на оние кои веруваат. Значи писмото, ова, сите ги затвори под грев. И 10 Божи заповеди, зашто не може да го издржат. И затоа им се даде Исус преку верата да им се даде ветеното на оние што веруваат. Значи поверува и затоа зборува. Поверува и затоа зборува. Треба да поверуваш Македонија, за повторно да бидеш македонец, Македонија, благословот на македонските цркви што ти е дадена од Исус. Значи да поверуваш и да го шириш светот Евангелие на љубовта, дека Бог е љубов, дека Он ни дарува живот вечен, дека Тој не создал не да се сами себе фалиме и идолопоклонство да правиме врз себе. Пред да дојде верата, односно Исус, ние бевме под стража на законот, заклучени за верата која требаше да се открие. Луѓето се плашеа од законите и не ги исполнуваа, колеа, жртвуваа. Во храмот никој не смел да влезе ако е нечист умирал веднаш. Тој го покажува сликовито и му ја врзувале ногата на свештеникот кој влегувал во храмот. Еднаш годишно, ако почина кој е нечист, го влечеле назад да го извлечат од храмот. Сега Бог ви дава можност тајната криена со векови, дека Исус, носителот на славата Божја, пребива во вас.
No тој може би пребил и е заспан додека вие не го разбудите, метафорично и символично кажано, пламенот на љубовта, да го повикате во своето срце, еве чукам на вратата, тап, 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 кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него. И вие мислите дека треба да јадете лепи вино да вечерате, не, тој вика да вечерам со него, да вечерам, мојата храна е да исполнувам волјата на оној што ме прати, вели Исус. И така законот беше за нас воспитувач да не доведе до Христа. Законот за нас беше воспитувач да не доведе до Христа, затоа што ова што ни се случува денеска во Македонија, сакаат да ве негираат, ви го променуваат името, Армакедонска битка, поништување на се што е човек, за да ве доведе до Христа. Ако го повикате Исус, тој ќе испрати ангелска војска и вие ќе пребивате во неговата љубов. Законот беше за нас воспитуваш да не доведе до Христос, за да бидеме оправдани преку верата. Откако дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспитувач. Откако дојде Исус, значи имате своја волја, право на избор. Патот, вистината и животот, дали ќе ги изберете? Во зборовите ви давам живот и смрт. Живот е кога Духот пребива во вас, зашто сите сте синови Божји преку верата во Христа Исуса. Слава ти, Господи Исусе Христе! Ако веруваш и се надеваш на Него, ако секоја мисла ти е покорна на Исус, ако смириш твоето срце и срце кое не осудува, ако во твоето срце пребива љубовта на Отецот и трпението Исусово, македонци мои, Исусовци мои, откако дојде верата, ние веќе не сме под раководство на воспитувач, зашто сите сте синови Божји преку верата во Христа Исуса. Сите што сте крстени во Христа, пазете, крстени во Христа, крстен во Христа, тие се подопуваат во вода, полагаат раце, а продолжуваат да живее по старото. Да умре стариот човек од Савле, кој ги гонеше христијаните да стане Павле, е процес. Првин ослепе, тој ви покажува да сватиш дека си слеп, падна од конјот, од твојот ум, да паднеш од твоите сознанија, и потоа побара помош од Ананија кога го прати, се мокни од Бог. Савле, зошто ме гониш? Јас сум Исус, кога го прогонуваш, не можеш да се риташ против бодила, значи треба да сватиш дека си слеп. Да слезеш од конјот на својот ум кој те носи кој знае каде таму во јавачи на Апокалипсата. Да речеш, татко, погрешив пред тебе и пред небото, Исусе, не можам сам, дојди во моето срце и помогни ми. И од тогаш, значи ако сте крстени во Христа, да се облечеш во Исус и да постапуваш како Исус, да живееш како Исус, да љубиш како Исус, да дишеш како Исус, да сведочиш како Исус, да правиш чуда во духот преку Исус, да бидеш Исус. И од син човечкиот и тој ти дава сила да станеш син Божји. Син човечки е син сатански. Сатаната е татко на лагата. Кој ги слуша зборовите мои, тој е од Бога. Кој не ги слуша зборовите мои, вели Отецот, тој не е од Бога. Јас не ја барам својата слава. Македонија, ти ја бараш својата слава. Јас не ја барам својата слава, туку славата на оној кој ме прати. Значи Македонија, оној што те прати, треба да ја барате неговата слава. И тогаш Македонија ќе се подоправи, ако е Божја волја. Нема веќе ни јудејци, ни елини, ни македонци. И можете да додадете што сакате срби, грци, бугари, албанци, НАТО и Европска унија. Ни слободен, ни роб. Нема машко и женско. Знаете, кој ќе рече дали може жена да проповеда. Нема машко и женско. Пазете. Зашто сите вие сте едно. Во Исус Христос. Но само во Исус сте едно. Што значи да сте во Исус едно? Тогаш треба да пребивате во Божјата љубов, да ги љубите сите. Тогаш нема, инаку има. Тогаш не може женско да проповеда. Тогаш Гркот не му дава на македонецот. Го убивал крвен му се рацете. Луѓето што ги убивале, Грчката црква ги благословувала и викала Христови војници, ти убивале жени и деца. О, неразумни галатјани. Каде ќе ви оди душата? Мислите дека ќе го излажете Бог? Или сите други што сакаат да земат нешто, не пожелувај нешто што е туѓо, што не сте во верата во Исус, не сте едно. Значи не сте веќе да нема јудејци, елини, роб, ни слободен, ни машко, ни женско.
Zašto site ste jednog u Isus, ako neste vojedno, vi jeste pod zakonot. Pod zakonot ne možete da se spasite, zašto ste grevovna priroda, vi jeste satanski čeda, odpadnati ste od Bog, ako ne biste odpadnati, ke znajete дека Bog je ljubov, ke gi ljubevte site, ke gi ljubevte i makedoncite, i tije ki go ljube, a Bog namesto sebe samite. Ako ste pak vije Hristovi, ako ste Hristovi, toga što je Avramovo seme, znači Avram metafora, na ome što poveruva, i su naslednici na Bog, sinovi Božji, čeda Božji. U ovoj svet doaѓаат неволи, страданија. Ако разбереш дека Бог знае, таткото наш, се што се случува е за наше надградување, ќе разбереш дека треба да победуваш со љубов. Можеш да победуваш со љубов ако во тебе пребива духот на нашиот Отец, зашто тој е љубов. Ако се претопиш во љубов, ако осудуваш, мразиш, негираш народи, сакаш да им го промениш имото, ги продаваш за по €1 таму за некое винце. За тебе да ти биде добро, тешко тебе, брате мој. Проклет да е оној што виси на дрво, ке живее живот во проклество, зашто живот во благослов подразбира да пребиваш во љубовта на Исуса Христа. Татко мој, во името на Исус те молам за исцелување на овие луѓе што ги слушаат словата, што ќе го повикаат Твоето име. Во името на Господ Исус Христос сега, со двоостар меч и мечот на духот, ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене, врз сите овие луѓе. Ти благодарам што ми даде слово со власт и сила, да урива тврдини на умот, да продира подлабоко во сршта, да продира, да го распали пламенот на љубовта, самиот дух што е во секој од нас. Татко мој, во името на Исус те молам, оган од небесата да изгори се што не е од Бог во мене, околу мене, во моето семејство, моите родители, роднини, пријатели, во мојата земја, во Твојата земја. Амин. Ти благодарам, татко, оти ме послуша. Ти секогаш ме послушуваш. Те сакам, Исусе Христе. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Во овој свет не можете сами. Ако го повикате Исуса Христа, доаѓа силата и славата по веки векови во вашето срце и тогаш ќе пребивате во љубовта. Армакедонци мои, и ќе разберете дека секое страдание кое ви е дадено може да ве подигне да пораснете во љубов, да станете љубов, да се вратите кај Отецот Небесен во Царството на небесата. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое, ти ме создаде земна и дух животен духна во мене по образот Твој ме создаде жива душа налик на Тебе се ти предавам Тебе Исусе се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое, љубовта Твоја ме облега, Твојата рака зема во срцето мое пребивај Исусе Господе јас ти припаѓам Тебе Исусе јас ти припаѓам Тебе Господе јас ти припаѓам Тебе, Татко мој, се